До каде сте со подготовките? Па вака, пета поред, јубилејна. Може би за некого мал јубилеј, но за нас организаторите на Пролет на сребрените соништа ова е еден значаен датум, затоа што нели ако се навратиме на годините што поминаа, ние сме горди сами на себе што успеавме овие 5 години да ја одржиме манифестацијата во сите услови што ги носеше времето во кое нели го поминавме. Значи по пети пат под покровителство на општина Радовиш, Друженијето на граѓани Невена за тебе, за мене, за нас, Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија и АД Просветно дело Скопје ја организираат литературната манифестација за деца и млади Пролет на сребрените соништа Радовиш 2022, која се одржува секоја година во Радовиш, во родниот град на нашиот млад поет динамит Ацо Караманов. Потомците на Радовиш и ние како радовишани сме горди што можеме во повеќе настани и во повеќе наврати да го славиме името, делото и ликот на Ацо Караманов. Дали тој беше иницијаторот, односно неговото име и дело, да се зафатите со организирање на оваа манифестација? Што ве поттикна? Така, се почна од вечниот мотив, нели да се обележи името на Ацо Караманов и со друга манифестација. Секогаш кога зборувам за Пролет на сребрените соништа, ја споменувам и манифестацијата Караманови средби, која трае повеќе од 50 на години во Радовиш. Значи, сепак сметам дека нели дека име како Ацо Караманов заслужува да биде обележан и неговото име да се слави во повеќе наврати и токму оттаму идејата нели за литературна манифестација за деца и млади, која ќе биде во негова чест.